Прво да зблагодарам на присуството на господинот Христијан Мицкоски како премиер на Република Македонија. Денеска на битни инфраструктурни проекти. Општина Кавадарци веќе постигна да ги развива и tekako длабоко руралните средини. Се наоѓаме во село Дабниште. Тука морам да потенцирам да кажам дека во село Дабниште се работи на два проекта. Канализациона мрежа за сите 160 куќи кои што ги има селото, заедно со фекален колектор и со прочистителна станица. Тоа е заедничка инвестиција на владата, општината и Министерството за животна средина. Исто од село Дабниште до села Ресова со должина од 3500 метри, комплетно ќе се реконструира постоечкиот пат, односно се вади асфалтот, се прави проширување со риголи и се прави нов асфалт со ширина од 4,5 метра плюс со риголи од 0,5 метри за побезбедно движење и подостапност на самото село. Ова се средства кои што општина Кавадарци ги доби од маđarскиот заем преку Министерството за транспорт и врски во вид на грант. Исто така денеска ќе посетиме и уште еден проект кој што е од грантот добиен преку Министерството за транспорт и врски од заемот од маđarските пари. Тоа е проект во село Ресава со должина од 1300 метра, изградба на нов пат до викенд населба Косовец или на Тиквешки залив со негде околу 200 викендици кои што претходно добија вода за пиење и сега се прави пат со должина од 2200 метра и се асфалтира комплетно за функционалност на самите викенд населби. Тука исто во село Ресава ќе продолжиме по патот за изградба на канализација по примерот и на село Дабниште. Со тоа комплетно ќе го заштитиме Тиквешкото езеро од напади на фекални канализации, атмосферски влијанија и се она што е друго од животна средина. И денеска, со чест на премиерот, ќе отвориме ново изградената спортска сала со инвестиција од 25 милиона денари, со општински средства отпочнато од пред година дена во село Возраци при училиштето на самото село, за потребите на учениците, меѓутоа и за потребите на луѓето кои што живеат во село Возраци за рекреативни и професионални цели. Уште еднаш благодарност до владата на Република Македонија, до премиерот господин Христијан Мицкоски, до вице-премиерот и до сите оние кои што и tekako ни овозможуваат со овие средства кои што ги добиваме по глава на жител 125 евра, како општини да можеме да се впуштиме во поголеми проекти, не само во централните градски подрачја, меѓутоа да можеме и руралните средини, и селата, и населбите да ги развиваме едноставно на ниво повисоко од тоа што до сега сме можеле ние како сами општини да инвестираме, за тоа што јас еднаш кажав и пак ќе потенцирам 125 евра по глава на жител еднакво на плюс едногодишен буџет секоја година на било која општина, така да мислам дека со ваква експанзија во делот на градбата и на добивањето на нови средства, секоја општина за една година ќе се развие како претходни 3 години. Како што ги наброи градоначалникот, минатата година вкупно 1.100.000 евра преку Министерството за транспорт беа префрлени на наменска сметка на општина Кавадарци и се реализираат веќе 5 проекти и сме во напредна фаза. За оваа година повикот беше отворен и очекувам во следниот период исто така да дојдат апликациите. Она што можам да го најавам е дека веќе на следната седмица на влада очекувам околу 1 милион евра да поминат исто така донација за водоводни мрежи кои што треба да бидат изградени во село Строгово и село Сопот, кои што исто така ќе помогнат за подобрување на животот на граѓаните. И уште една работа, ние во тек на месец јануари бевме во близина на Кавадарци и пуштивме дел од она што треба да е експресен пат од Градско до Прилеп, односно ја пуштивме делницата од Градско до Дреново. Можам да кажам дека интензивно се работи на Дреново Фариш, на заштита на косини, на решавање на одредени безбедносни проблеми кои што ги имаше и за многу скоро време ќе можеме да видиме отварање и таму. Немам што да додадам од тоа што кажа и градоначалникот и потпредседателот и министер за транспорт. Сакам да им честитам на кавадарчани, да му честитам на градоначалникот, на советниците, на пратениците кои што доаѓаат од Кавадарци, кои што со своја заедничка работа, макотрпна работа ги подготвуваат проектите, а потоа аплицираат
Нормално и како резултат на тие апликации, понатаму се и овие проекти кои што ги реализираме. Ние како влада ќе продолжиме преку министерствата да помагаме во општините, бидејќи тоа е наша цел, да се гради, помалку да зборуваме, а повеќе да работиме, да градиме, нешто кое што им е важно на граѓаните. И еве тука сведочиме нова канализација, нов пат, нов асфалт, претходно и водовод, приклучоци за жителите на ова населено место, така што уште еднаш, еве немам што да додадам на тоа што кажа и градоначалникот, и потпредседателот на влада, и министар за транспорт, освен тоа да им честитам на кавадарчани и на жителите на ова работно место и да им посакам со среќа и со успех да си ги користат и водоводот и канализацијата, но и да имаат пристојни услови за живот кога ќе доаѓаат овдека.